Тема спорт наредниве минути во Македонија наутро и вака е најавуваме. Искусни тренери, предавачи и гости од странство ќе бидат дел од премиерното издание на ракометниот камп, кој од 19 до 24 јуни ќе се одржи во Охрид. Деталите за се ова ги добиваме од нашиот гостин. Велам добро утро за Горан Ѓоргоновски. Добро утро, Горан, добре ни дојдовте. Добро утро, Кристина. Ти благодарам на поканата. Многу ми е драго што зборуваме на спортска тема за случување кое што секако не недостасуваше во целиот овој ковид хаос. Кампот е, меѓу другото, дел од проектот Ракомет за секое дете. Девојчиња и момчиња се таргетирани на возраст од 7 до 16 години. Тоа се првичните информации. Така е. Добро утро и до гледачите на македонска телевизија. Како што кажа, еден дел, иако не е врзан со првите два дела од проектот Ракомет за секое дете, е кампот 40/20. За оние што се упатени во ракометот и се вклучени, многу добро знаат што значи 40/20. Тоа е димензиите на ракометниот терен. Тоа е за многу од нас голем дел од животот, голем дел од поминат простор, голем дел од поминато време, односно во животот, така е дојдено до тоа, сакам да на самиот почеток да кажам дека така е дојдено до тоа 40/20, со надеж дека сите деца кои што во иднина ќе бидат дел од проектот Ракомет за секое дете и дел од овој камп, и нив ќе им стане дел од животот, може би да дел од нив и професија и определба и така натаму. Така да првите два дела од проектот Ракомет за секое дете, тоа е школата за ракомет и мини лигата, стартува некаде септември-октомври месец минатата година, со цел багаж и искуство кој што КМГ Спорт, агенцијата во кој дел сум ја, има во делот на спортски настани, се решивме да продолжиме да го живееме и да го работиме тоа што најмногу сакаме и можеби најдобро знаеме. Така да некако кога почнувавме не можевме добро да го дефинираме кога може да рачунаме на тој трет дел кој што и за нас е важен, се вика ракометен камп, имајќи предвид пандемијата, имајќи предвид коронавирусот кој што минатиот септември се уште некако не го тргавме од дневен ред и уште беше во тие топ вести во јавноста, во медиумите. Така да, ете, кога може и малку подоцна почнавме со сета подготовка и пријавување и се, но еве тука сме сега, имаме голем дел, 90% од учесниците бројот на учесниците е пополнат. Иначе кампот е концепиран така да нема многу учесници, 75 учесници ќе бидат, од кои добар дел, значи момчиња и девојчиња, спомна ти, од 7 до 16, тоа е една голем распон на годиште меѓу нив, но тие се поделени и по годиште, и по пол, и по ракометно знаење. Имаме видеоматеријали кои што генерално ни даваат приказ за тоа што всушност се случува. Ова е локацијата кај што ќе се одржи кампот ова лето, добро позната локација за тие што се во ракометот, долги години таму бевме присутни, така да сакам да кажам, концептот на овој камп е таков да тие деца кои што ќе бидат, кои што сега се дел од некаква селекција, има 12, 13, 14, 15, 16 години, да со нив се работи на строго индивидуална база, значи да има доста индивидуални тренинзи со цел отстранување на некои аномалии, недостатоци или како да ги наречеме, и што е она уште поважно, со некакви совети како во иднина да се развива тоа дете, затоа што кампот е 6 дена, значи не се работи преку целата година, но едни насоки како во иднина како да размислува од аспект на зборам на техничка подготовка. Секако, оние другите што се малку помали, ќе работат во групи, затоа што се тие се уште дел од школите за ракомет. Тоа е некаков новитет, мислам дека јас барем, не знам, во Македонија да имало камп кој што работи на тој начин, значи да има повеќе индивидуални тренинзи со децата, поголемо внимание на секој, да кажам, учесник посебно, во групи по позиции, така да тоа е еден сегмент од тоа што се вика ракометен камп. И е нешто што по мене е потребно од аспект дека еден млад ракометар, тој сигурно дел од нив работат и
и таму кај што функционираат преку годината индивидуално, но тоа е во многу мала мера и тоа е нешто што ни недостасува. И велите, сакаме да формираме комплетни личности, комплетни спортисти и на тоа ќе се фокусира кампот, не само индивидуални тренинзи, туку часови по пливање, многу забава, многу дружење, едукација, ги едуцирате за начинот на исхрана, многу сегменти опфаќа кампот. Па да, затоа и кам. Значи, мене ми е драго што еве и покрај се што се случуваше последните години, имаме родители кои што праќаат деца кои што се на возраст од 7, 8, 9 години и тоа часови по пливање е насочено на тие деца, затоа што колку што можам да видам, па има добар дел од децата кои што се мали, кај што има наведено во пријавата дека не е пливач. Така да, значи, ова е убава можност за нив во тие неколку дена да направат некаква основа за тоа што треба. Еве, јас сум родител на дете од близу 5 години и сега треба да некој да го учи да плива, а најтешко е родителот кога треба да го учи да плива, тоа што најмалку слуша. Така да, еден сегмент е тоа дека ние имаме таму навистина убава инфраструктура, имаме најголемиот базен на Охридско-Струшка ривиера е таму, навистина е и убаво, прекрасно. Од друга страна, многу внимание ова година ќе се обрне на два сегменти со два сериозни предавачи. Едниот е професор Ванчо Попетревски во делот на здрава исхрана и можам да кажеме на добра програма има направено професорот. Другиот е професор Мирослав Пендаровски, тој е психолог. Значи, тие двајца се исклучително, како кажам, интересни и важни за овој проект за различни групи на деца. Едната група е оние малите, кај што треба да ги на еден интересен начин, на едно ниво кое што треба да го се спушта професорот Ванчо Попетревски да им го објасни дека са бајле треба прво, не знам, од банални работи, а важни, дека треба чаша вода да се напие пред што и да направи наутро, или дека, не знам, значи, навистина од такви, не само оние стереотипи дека треба поише овоше да се јаде, помалце шекер или така, тоа сите го знаеме, но навистина дури јас кој што вете сум на возраст, имам и родител сум, слушав и некои работи првпат во живот ги слушав. Така да се надевам дека нешто децата ќе прифатат и ќе излезат побогати. Од друга страна имаме група на деца кои што влегуваат во некаква фаза на ракомет, посериозен, се гледаат како ракометари, а се уште не знаат дел од нив и ние не сме знаеле како да се однесуваме, што значи да се однесуваш вака или онака со соиграч, како да се однесуваш со тренер, зошто се однесуваш така со тренер, како да го перцепираш родителот во тренажниот процес, пошто генерално родителите стана еден од главниот проблем на спортот, не само на ракометот, со своите стручни знаи, анализи, со своите насоки, зборувам проблем, некои се во позитивна, некои во негативна конотација. Така да, од тој аспект, комуникација, како да прифати победа, пораз, дека се составен дел и така натаму, значи од дел на спортска психологија и она што е многу важно, а мислам дека младите денес го немаат, не само кај нас, го немаат во светот, тоа е амбиција. Значи, младите, кои што добар дел од нив добиваат на сервирано многу работи во животот, многу е тешко да ги, да кажеме се вака најуски, да ги покренеш, значи да ги натераш дека тие треба да влезат сала или да останат во сала, а имаме уште многу други, имаат многу позабавни работи од тоа, многу поинтересни работи има од тоа, кога можеш да играш дома PlayStation со Меси и Роналдо, не е интересно да играш пред зграда или е. Значи, сега јас генерализирам така, тоа, имаме се уште, фала Богу, доста, да кажам, локации или најчесто внатрешноста или кај што уште се држи но се повеќе и повеќе ги губиме од тој аспект децата и затоа ова е можност да за помалите да ги заразиме, да кажам, за оние повозрастните, постарите, иако нема такви, да ги надоградиме, да им покажеме дека треба да имаат амбиции и дека се е можно во спортот. Она што треба да го знаеме е важно за кампот е дека сите оние кои што ќе се пријават ќе бидат подложени на прво сериозни здравствени прегледи кои што се многу важни во однос на превенцијата и здравствената заштита на спортистите. Да. Не оставате ништо на случајот. Па не, јас искрено кога
ајде, кога решиме дека да, состојбата е добра, дека нема да има никакви проблеми од аспект на ковид или слично, значи да, ете, родител го праќа своето дете, да нема едноставно грижи, затоа што никој не го праќа детето во Охрид на камп и да се мислиме што ќе биде од аспект на тоа. Така да, прво што направив, скомуницирав со Жан Митрев клиниката, која што долги години работиме, и на мое задоволство се најдовме, не ни се сомневав, да се направи таа соработка, се со цел првенствено да се превенира нешто. Значи, ние никогаш не сакаме да зборуваме за лоши работи, но подобро е нешто да превенираме и да го откриеме, него да не го откриеме. Така да, од тој аспект, прво, секој дете мора да помине сериозен преглед, а од друга страна, на самиот настан, што е уште поважно, значи се случуваат секакви работи, кога ќе имаш луѓе кои што се професионалци, кои што ќе ни ја држат состојбата под контрола, ние ќе бидеме помирни како организатори. Така да, мислам дека тоа е нешто нормално и треба да се случува, особено што значи ние може да побараме од нив и потврда и спортска медицина, како што функционира и федерациите кои што ни бараат за секој играч, но тука ние сериозно каскаме, да кажам, сериозно доцниме и сме понекога знаеме и несериозни да бидеме, да добиеме некаква потврда, затоа што тоа го бара институцијата. Овде сме директно, ние вклучени, клиниката е вклучена, кај што нема простор за нешто што не треба да се деси. Прашање кое што секако дел од родителите кои не гледаат во моментов ќе го постават е како доколку имам 7-годишно дете да го пуштам само прв пат на камп. Какви се искуствата со најмалите во однос на делењето од родителите, тој психолошки момент? Различни, генерално позитивни и не е врзано со тоа дека детето има 7 години. Ние сме имале условно кажано проблеми со деца од 10 години, 11. Значи, тоа е многу индивидуално, како растело, во каква средина растело детето, колку е одвоено од родителите, колку е социализирано претходно. Ние сега имаме еден сериозен предизвик следните години. Ова ковид пандемија ни направи една дупка од 2 години и нас ни се случува сега во школите, ни доаѓаат деца на 10-11 години кои што прв пат влегуваат во сала, што не треба да биде така. Треба да биде на 7, 7,5, 8, значи да влезе во сала. Сега тие имаат 10-11 и тука никој не е крив. Значи и родителите и ние сите бевме во еден страв 2 години дека сега нема да го пуштам, ќе почекам уште сега на пролет, сега на есен. Сега, ова што ме прашавте, ние таму имаме добар, значи доволен број на луѓе, на логистика кои се грижат за децата, огромен број од нив се професори. Значи професори по физичка култура и тие преку целата година работат со деца и знаат како да ги третираат. Сме имали ситуации кај што деца иде прва вечер, не може да замисли дека не е тука тато и мама, сме седеле по цела вечер со деца, кај што и плачеле и сме се смееле, и са бајлето сме му давали уште една шанса да остане, значи родител сме го информирали, му кажа немој да доаѓаш, ќе почекаме уште малку, уште денес, за да и некога сме победувале, најчесто, но некогаш и не сме победувале. Но ако нешто е значајно за таа генерација на деца, 7, 8, 9, 10, тоа е таа ситуација кај што тој прв пат треба да стане сам, да се грижи за себе наутро, па ќе измијам заби, па треба да се облечам, па тоа што го облеков денес, кај ќе го оставам, па сега имаме, се наградуваме за најсредена соба, па ги учиме дека заедно треба да влезат на јадење, заедно да излезат, што знаеме дома, дури не јадеме намаса, јадеме ги учиме дека ти без ти не можеш да одиш на тренинг. Значи мора да сте сите за да одите на тренинг. Па сега кај е тој во соба, па еднаш ќе е во соба таму горе, па другиот пат ќе му кажеме тебе те чекаме 10 минути, не можеме да одиме на тренинг заради тебе или чекаме на јадење, уморни се, а го чекаат еден или двајца. И после почнува меѓу нив да се создава
како да кажам, надпревар и се создава еден на друг се поставува веќе како некој старател значи нареден пат мора да дојдиш. Така да, а тоа е се во некоја мини варијанта од 8-9 години и тоа пак ќе кажам, за нас не е задоволство. Ова е за нас еден крај на годината спортска, пошто годината трае од септември до јуни и кога ние дали работиш во школи, дали си селекција, дали си клуб, во јуни завршува сезоната. И ова е некаков шлак на сето тоа што се случувало, или јаготка на горе на шлагот, на се што се случувало. Така да, како проект, како сегменти, еден без друг не се комплетни. Потргнувајќи од школата па мини лигата. Но кампот не е одреден само за децата кои што сте во нашите школи. Апсолутно, ние имаме деца веќе и надвор од Македонија, 2-3 што се дојдени, што се пријавени, а имаме и деца од Гостивар, од Крива Паланка, од Дојран, од Струга, таму кај што не сме присутни како школи, и сега да не ги заборавам уште Куманово. Значи имаме буквално од сите градови имаме деца. Значи не е ова дека е за одреден на група на деца, апсолутно. Баш богатството е да дојдат и деца од други градови, од други земји, од други националности, од други, не знам, од различни полови и така натаму. Значи тоа е богатството да тие меѓу себе се измешаат, условно кажано. Исус, накоса пред крајот на разговорот споменавте квотата е речиси исполнета, но тоа речиси ни остава простор веројатно за уште. Кој и до кога може да се пријави? Значи момчина, девојчина од 7 до 16 години, овие нормално може да се генерално тие што се повозрастните се веќе ракометари, со нив ќе се работи ракомет, по ракомет од ракомет. Така да, а овие другите сме имали случаи и претходно и сега на деца кои што воопшто не тренираат ракомет, а имаат 7, 8, 9 години и ова е некаков почеток, а голем дел од нив се во школите. Ракомет за секој дете.мк, хандбал камп 40/20 Македонија на Facebook, може да не најдат. Имаме уште малку места, пак ќе кажам, овој проект е направен така да биде во таков размер, 75-100 максимум, за да може да се посвети внимание и да бидеме квалитетни. Овој пат во студиото следното вклучување ќе ни биде на терен од Охрид на Скајп. Може така, Горан? Супер. Да видиме како тера кампот. Благодарам за гостувањето во Благодарам утрешката многу на времето.